Емисијата што следи е од рекреативно-едукативен карактер и прикажува реални случувања во планина. Водителите се искусни планинарски водичи и немаат никаква дополнителна помош од трети лица во текот на снимањето. Се препорачува професионална консултација пред секое впуштање во потенцијално опасна средина. Случувањата во емисијата се реални и вистинити. Планински авантури со Славчо и Боби. Во нив ќе можете непосредно да ги видите доживувањата и веројатните ситуации кои можат да ви се случат в планина. Поминатите авантури и предели ќе ви бидат презентирани од еден сосема поинаков агол. Случувањата кои ќе ги видите ќе ве стават во улога на активен учесник, а не на гледач. Ќе можете директно да процените каква опрема и колкава физичка подготвеност ви е потребна за впуштање во вакви авантури. Во раните утрински часови, во брзање, одиме на железничката станица во Скопје, загрижени дека нема да го стигнеме утринскиот воз за Прилеп. Ја повратно до Прилеп. Кога е воз за враќање, во колку има во попладневи часови? За 2? Поаѓа во 6 часот и 48 минути. Тој момент е сега, а ние сме се уште на билетарницата. Трчаме нагоре кон перонот со тешките ранци на грб, обидувајќи се во последен момент да се качиме во возот кој веќе поаѓа. Каков старт на турата? Трчајќи се втурнуваме во последната отворена врата, внимавајќи да не паднеме на колосекот под тркалата на возот кој е веќе во движење. Ризично не успеваме. Сега уште да најдеме место во некое купе и да можеме да се опуштиме. Која дестинација ви? Трескавец. А? Трескавец. А, таму си се? Да, Таму си се Трескавец. најдемо? Маркови кули и Трескавец. Едно крупче ќе правите, а? Да. Тоа сте пешади, а? Да. Колку? 2-3 дена? 2 дена. Немала рака. За све да се снимим това. Добра емисија, не е лошо. Хвала. Гледам по некогаш. Хвала. Кога имам време. Чува чешмана, овде вака се гази. После известен период, тука почиња нешто да капе. Веројатно нема вода, има снемано. Ја ќе подржам стиснато за секој случај. Не. Видиш тоа? Ова е ствари тоалетот. За сите оние што не ми веруваат дека ствари уринираш на пруга. Патувањето со воз е секогаш интересно и поинакво доживување. Времето поминува бргу, среќаваме нови лица и имаме можност да разговараме за неразлични теми. Секако, попатно може и да се дремне, додека возот ги одминува една по една станиците и населените места се до нашата цел. Златоврв е веќе на видик низ прозорецот на вагонот, а тоа значи дека треба да ги ставиме ранците и да се спремиме за симнување во Прилеп. Еги Маркови кули. Пичнеме бе. Пешки ќе пичнеме. Како почите? Која телевизија? Да, Прилеп, друже. А? А кај ќе ме слушаш? Со фичо сум да чекајме ранците горе. Вајце има место. Ајде, сакаш слава? Кажи, може да снимиме? Да. Дај ти само ранците горе. Вај ги горе. Ти се склапа бојата, човек, како да си ја бирал со кола да си исти. Да. То напред лајко национали? Може да се листа овака? Може. Ќе се овери? То напред оклаја да некако. Хај на вас. Чек, и тргни ја братот. Вака некако не може да би. Ува е, да. Имате појдено? Така. Нема више да Нема за повар. 160 требало да се постава neko. Као, ловоите ги видов тоа. Лавовите се убави. А? Убави се лавовите.
Александър, да видиш кокавиот, грабча да се чудиш. Треба да доеш за Скопје, да прошараш, да се изликаш. Ова беше патување од типот на пред дождот. Едва се стуткавме во кабината. Среќа, шоранците беа качени на кров. Добро дојдовте во уште една од нашите планински авантури. Нашата денесна цел е манастирот Трескавец и врвот Златоврв. Денеска појдовме од Скопје со воз, во раните утрински часови се транспортиравме до Прилеп. Сега моментално се наоѓаме на локацијата под Марковите кули, односно оваа карпа што можете да видите позади нас, така наречениот слон, и сега полека ќе поаѓаме нагоре. Кога сме веќе кај слонот, треба да се каже дека е висок негде околу 8 метри, составени од две карпи долен и горен дел, и се претпоставува дека порано нашите предци го користеле дури и во некои ритуални цели, што не е докажано. И покрај тоа што во близината има многу гробови и фрескопис кој што е многу оштетен и малтени не се приметува. Под Марковите кули, во ова место што се вика Варош, има остатоци дури од 77 цркви. А позади слонот се наоѓаат Марковите кули, со кои што владеел кралот Марко во периодот од 375 до 395 година. Жеранецот миски. Што ми кажеш, да се не полеце? Земено конче. Тоа е било идеално. Треба да го вратиме. Ќе вратиме, стварно може да земе? А? Стварно да земе, ќе ги закачиме ранците. Еден на другата страна. Каде су магаренце ушевче? Од дрвца? Вага кој ќе тргнеш од тука изгледа дека ќораво дрво нема. Таква е шумата. Лескова е се. Лескова е се. Нема дабова, има повисока. Славе, ние ја пратиме горнава. За да одите во правец на Златоврв, од она место каде што бевме пред малку, кај слонот, продолжувате нагоре по Макадамот, доваѓате до ова место каде што сме сега. Од левата страна остануваат Марковите кули, а веќе во вашиот правец на движење се прогледува Златоврв и правецот кон манастирот Трескавец. Има во принцип јасно видлива патека и има добро означена маркација. Погоре ќе видите дури има на некои места како во облик на икони маркации. Теренот е целиот карпест и често доаѓате во ситуација да имате потреба вака да се потпрете со раката. Гледајте добро каде газите, каде ја ставате раката. Пред секој чекор, пред секое поминување помеѓу карпите. Погледнете во детали дали можеби на карпата има змија. Врие од гуштери, нашиве гуштери во Македонија и покрај тоа што нема многу информација за нив, безопасни се, имаат заби, но нема доволно сила да ве каснат. Сончев ден, прилично станува топло и жешко. Во попладневните часови е најавено да има можност за дожд и евентуално грмотевици. Дождот не плаши. Не би било пожелно да има грмотевици сепак. Два гуштери ондека сега кој правев, кој видев наумно, се сплеткале на една карпа и имав чувство, онака кога ги видов, викам шо е ова, онака како купче изгледаш, разбираш, викам некој малку поскоча. И таман викам пополека да извадам камерата и кога се одвои, а они се парале изгледа. Кога се одвои, а кога се растеша, се избезуми. Додека се движиме по патеката кон Златоврв, ги гледаме околните карпи, изградени од карпеш Крилец и Гнајс. Особено впечатлива е една на десната страна, која балансира на стремнината. Теренот се користи за болдери скачувања, па сакаме да се одвоиме од патеката и подетално да го истражиме. Целава околина е преполна со интересни карпи. Не онаа карпата славе горе што ги гледавме доле што висеше. Оваа карпа овде на овој срт, тоа е онаа што пред малку ви ја покажувавме на самиот срт на другите карпи што балансираше. Сега на ова место дека ќе ги оставиме ранците, ќе се обидеме да си скачиме горе до таа карпа. До далеку делуваат мали, а уствари се огромни, како куќа се големи. А јас ќе земе, ќе земе нешто. Тука е заебанција Славе. Од тука иде некоја стаза што ми видна. Болен ми е. Славе, од тука е многу лошо, друже. Од овдека вака може, овдека не може одоздо. Не. Од таму кој што видов изгледаше глупо. Помалава снима цело време. Абе, човек.
Слушај, не збори више бе, да снимам сега. Не збори са. Искачувањето низ процепите на карпите не е без ризик. Мораме да внимаваме каде ги ставаме стапалата и кои камења се добри за држење. Не би сакале, поради невнимание, да откорнеме некоја камена плоча и таа да заврши врз нас. Дел од нив се песокливи или покриени со лиша и мов, што дополнително ги прави ронливи и нестабилни. Требаше да си одиме околу Славе, а? Додека се качуваме по големите болдери, ја преиспитуваме одлуката за одвојување од патеката. Со нас носиме и јаже, за во случај да заглавиме и да не можеме повеќе нагоре, безбедно со употреба на некои од техниките за спуштање да се симнеме надолу. Адреналинот ја раздвижува крвта, ни ја зголемува силата и концентрацијата и успешно го исполнуваме предизвикот кој си го зададовме. Сме можеле од однаму да искружиме, бе, човек, ќе се убијавме. Како стои начо? Колкава е? Можеш да процениш? Колку е голема? Да. Задоволни од искачувањето, уживаме во прекрасната панорама на околниот терен и Пелагониската котлина која е долу под нас. Не знаеш каква гледка има од задната страна кој ќе погледнеш низ камено. Ова со балансирањето што поревме. Ептен добро се гледа, се зајабав што не земам камера, не знам дали да се качиш со камерата овде. Ќе се качам. Ќе видам уште еднаш каде ли овако закачам. Многу интересно е дека кругол и надоле се гледа овој понорот, ама низ процепот на карпа. А овде внатре не ти треба шатор, ќе мога да внатре да спиеш. Има како седиште. Хороше. Какви свене форми има, неверојатно. Неверојатно. Ова ствари карпата која што гледавме како чудно стои, ствари да видите за колку голема карпа станува збор. Ето е тоа. Некои наликуваат на огромни печурки, други на камени маси и тронови, а процепите низ нив врамуваат ексклузивни гледки на Пелагонија и околните планини. Уметност создадена со ерозија на карпите. Немој бе, немој да ти. Не. А баш ме интересирам да горе што се дешава. А, Славе? Да. Ова е малку заебано, Славе. Славе! Ова е заебано. Па отсегне е таква округла. Качи. Супер случајно. Значи не ги ловев, него само ги најдов овие две пеперутки, кои што веројатно се парат, пошто се залепени. И еднава е голема и му ја подарувам на Марче, а еднава помалава му ја подарувам на Цецко. Гледайте какви се убави. Видете, двете заедно. Ако се задесите баш у летно време, во август месец или јули, тука е страшен припек. Така да овие места што се како тунелчиња низ вегетација, нудат можност да застанете и да одморите малце у сенка. И цело време дека движиме, ги посматраме облачичите што полека почнат да се собираат. Много е густо тамо, мислам дека ќе не е слуп. Само ми е страх да не почне грби. За попладне беше најавено нешто. Треба да го смениме планот за спиење, дека чешмата може да треба да спиеме во близина на настивот. А ќе видиме како ќе се развија. Не знам што да кажам. Прво се тие облаци, кумулус нимбуси што прават белја, кои ќе преидат у стратокумулуси. А и насекаде има такви измаглици, долна влага во воздухот, веројатно за да се собере, за да направи некоја белја. А вамо позади некако повеќе се затемни. Додека движите меѓу карпите, има исто така како лажливи патеки, што во принцип е видливо, не може да бутате. Може само да се забутате некој камењар. Битно е да си го одберете онаа стазичка која што ви е најповолна и најпогодна за вашите потребни можности движачки. За стазата од Маркови кули до Трескавец пишува дека е од 8 до 10 километри, различно каде читате. Ние мислиме дека има 9, а уствари небитно е, пошто мала е разликата. Километар ништо нема да ви смени ако не е нешто страшно небитно.
Што правиме се? Собираме чајот мајчина Душица. На понискиот дел од планината мајчината Душица е веќе расцветана, тоест прецветана. Тука на повисоките, нели нормално пошто е поладно, се уште не прецветана. По принцип од мајчина Душица најубаво е да го собирате само цветот, а чај може да направите топ. А со ракија што се правеше? Пунеш во големо шише вака, ја натискуеш мајчината Душица убаво со стапче. Ставаш добра домашна ракија што значи 50 или 50 и нешто степени. Тоа го конзумираш навечер пред спиење. Тоа за мене е добро да ти. Еден планински жител, некоја ластовичка си нашла место да си направи гнездо у Карпата. Ова со времево некако ни нароси очи, па муабетов цело време некако ни забегува на грмотевици и заштита од грмотевици, па Боби нешто има да... Ако ова е дрво, стеблото од дрвото, ова е крошната од дрвото. Така ли црташ дрво? Да, вака се коренче. Али си? Тука онакво. Тука лупа. Кој ти удри гром, ја пренесува целата енергија, целиот електрицитет на дрвото и после таа стреми да се уземни и од сите места, од сите капки, од сите листови, од сите крајчиња, од сите ќошеви, целиот тој електрицитет вака како дожд трга према земјата. Овој круг што го фаќа дрвото, целиот е покрен како туш, како туш струја имаш и нема шанси да те промаш. Исто така не треба да се криете под вакви карпи како оваа сел, дека што се гледа може да удри у карпата и надоле исто тој туш да се пушти и да ве направи парче. Бог да чува. Освен ако нема громобран на карпата. Но на некој место се среќава и ова на некој начин макација на повеќе карпи, како иконче, знак дека горе има религиски објект, односно црква во овој случај. Тоа е некоја мала змијурче. Еве го бебе, бај, дојди по мене. Ама што ти не рачуне, треба да го најдам у ваквото бе да ти. Затоа ти реков чекај еднаш да го снимам. А не го ни фатив ми кидна, не може да го најдам не се. Заебаваш. Па погледни како се гледа, треба време да го најдам. Конечно пристигаме до едно место, кој што со Боби си го нарековме фрижидерот. Летно време, кога влезете одека под карпите, тоа е у принцип огромни карпишта со големина на кола или на куќа, натрупани се една врз друга, сега ќе влеземе внатре, ќе видите. Прават како едно мини пештарче со повеќе отвори од поише страни, дува промаја, тече вода и е одлично место за одмарање некаде на 1/3 од патот до манастирот Трескавец. Инаку, Трескавец го добил името поради многуте громови кои удираат тука кога има невреме. На повеќе места има и јагленостани клеки од ударите на громовите. Ова ќе го пуштиш кога ти ја фатам змијата, следна. Ти кажем, еве ти ветувам дека ти најдам змија. Ти ме оставиш време само да се наместам. Ова е и втората од оние лазички преска што испомнавме. Кога одите на кај Трескавец, на две места има чешмички, меѓутоа ова е преслабо течење. Чудна работа баш треба да има вода, колку е... Да, должно. Овде сега после кривина има уште една. Искрено се наделаме дека има повеќе вода. Ранците ни се прилично товарени, а тоа е поради тоа што оваа тура до Трескавец, до Златоврв, во принцип се изодува за еден ден. Меѓутоа, ние ќе се задржиме на пределов 2 дена, ќе ноќеваме на некое место попатно што ќе ни се види згодно за ноќевање. Така да битно ни е да има вода. И без вода ништо не правиме. Еве е втората чешмичка, со тоа што оваа тече малку појако. Да, ја го скршиле гледалци. Што треба да се деша у главата да земе? Треба да видиме, може да потпишем која. Сега ќе следи еден од пострмите делови. Тоа е оваа овдека карпа, на која што ќе видите има поставено сајло и ступчиња за моментите кога врне дожд или зимно време кога е лизгало, пошто е прилично стрмна карпата. На теренот по кој денес се движиме, од Марковите кули до Трескавец, на неколку локации се одржува и меѓунареден маратон во болдар. Тоа е спорт во кој што се искачуваат големи камени карпи, болдери, воглавном без никаква дополнителна опрема. Се користат само патики за качување и магнезиум карбонат прашина за да се одржат рацете суви. На основата од карпата се поставуваат душеци за да го ублажат падот и да се превенираат повреди. Болдерот се карактеризира со проблематични кратки правци кои по редослед треба да се поминат. Пристигам и до третата чешма и многу среќна информација тоа што има вода и тоа убаво сочно тече вода. Еве како тоа изгледа тоа.
кога доаѓате на вакви места кај што има извор, кога пиете вода, водата да ја донесете до устата. Ако се наведнете да пиете вака вода директно, поготово на оние места кај што е класичен извор, кај што во позадина има треви, крмњаци и такви работи, и кај што може да се скрие некој влекач, ако се наведнете со главата, Бог да чува, може да укаса за врат, за глава, за некаде. Така да посигурно водата да ќе се донесете до устата тука да пиете. Решивме со Славе тука некаде да ги поставиме шаторите чисто за да имаме вода. Овде дури и сите можни услови ги има, што најважно цела Пелагонија се гледа. Вечер ќе ни биде убаво. Имаме таму една скара, има остаени дрва, имаме саглам маса, има едно мало црквиче, Пресвета Богородица успени. Тука ќе ни бидат шаторите 1-2. Супер, ево за медитација вечер Славе. Чешмата е неон дека вода е дупка од чумала. Одлично. Чешко, ајде. Може. За мирен ден денес, убаво време. Да. Најнов апдейт е тоа што се мислиме со спиењево наше, дали да останеме на ова место овдека сега кај што сме, или евентуално да продолжиме нагоре до манастирот Трескавец, кој што е во принцип изгорен. Горе на небото има некои облачици кои што дујат, значи во облик на печурка развиваат како оние, па се растураат. Јас лично мислам дека нема да има некое невреме, ама Боби имаше пред 7 дена имаше многу лошо искуство со грмотевици. Почнавме да ги распакуваме шаторите, еве ги овдека се растурени, па разговараме сега што да решиме. Идеме ќе кампуваме покрај Трескавец, покрај самиот манастир. Стварно градот се помина презанела многу и цел ден сум бреу параноја сум, разбираш, на сите страни ги гледам облаците и сега еве ово еден качи. Тука има, таму се збираат, се зголемува облачност, се зголемува. Разбираш, тоа што таму ако грмите си влеземе у кујна, разбираш, не менја, нас не ни треба, не знам како смештај, нас ни треба само да не убие гром. Никогаш не го подценувате времето. Ако имате дури и најмал сомнеш за одредени временски лоши појави, и треба да си превземете конкретни чекори за безбедно движење. Наш другар беше удрен од гром на Караџица, за среќа прежива и тоа е веројатно еден од ретките случаи такви. Сега се направи една констатација заедничка, значи не е моја, а теоријата на Славчо и Боби, дека времето е обратно пропорционално со големината на чекичот. Што значи тоа? Да им објаснам со пример зашто ќе речам кај сега време и чекич да. Например, карпана за да се нагриза, да ја фати ерозија здраво, да ја направи дупка, зуб, канал, треба многу време. Или истото може да се направи за кратко време со голем чекич. Што е поголем чекичот? Славе? Е, пократко време. Приближувајќи се кон манастирот, размислуваме за искачувањето на врвот, како и на злокобната гледка од изгорените конаци која не очекува. Ова е врвот што уствари утре треба да го качиме, Златоврв поточно. Да. Ова е перспектива изгледа многу Мислам, стварно кога гледаме се чудиме како се приближивме прилично доста до него, ама ова дело е човеку некачливо бе. Го одминуваме и последниот дел од патеката до Трескавец. Во него сме биле повеќе пати кога се било во ред, па се прашуваме колку ќе биде грдо чувството што не очекува. За жал низ прозорците на она што порано беа соби од конекот на Трескавец се гледа небо, што не е добро. Здраво. Тажна гледка на тоа што некојаш беа прекрасни конаци на Трескавец. Навистина тажна гледка. Добро, цела среќа црквата што останала. Страшна беше гледката од манастирот и тоа што останато од конаците. Е добра вест е тоа што слушнав дека владата одобрила цел проект со кој што ќе се врати во иста состојба како што беше. Сонцето веќе зајде
И сега на овој овдека дел, што може да го видите позади нас, ќе ги наместиме шаторите и тука ќе наќеваме. Веќе месечината излезена, почна да се стемнува и има многу комарци во тревите. Куќите за вечерва, кој што може да се види, веќе се направени. Ова е супа. Супа е најдобро нешто што може да изведете на планина да се рехидрирате, пошто сите минерали, соли и останати работи што се потребни, како инфузија доаѓа нешто. Екстра ни е местенцата и многу сме задоволни од денот како се одвиваше и покрај тоа што тргна лошо, вечерта се покажа како добра. Се надеваме дека и утре и ноќта ќе издржи цела и утре денот ќе биде добар. Ова што сега се гледа и доле што светка се уствари селата во Пелагонија. Од спортивната страна, најсилното што свети, ова што сега можете да го видите, е Крушево. Најсветло е на хоризонтот и во темницата. Втори ден трескавец, сада ќе 7:30. Славено слушам дека крчи. О, Славе, чачко, ќе стануваме. Денот не е баш нешто добар, Славе. Така е, малце компликими. А? Охо. Добро утро. Добар јутро. Добро дојде во ше една одновица. Вака од прилика се изгледа после еден ден поминат со не знам што сакам да кажам. За јуци стакаш да кажеш. Мало очи и пуно и сите инструменти, гитарата, си знаеш солото како идеш? Имам многу добри пола, но мислам, такви што сме, не е сола, не знам, Партици. да. Ранците ги спремивме, оставивме по нешто малце како прва помош, вода и слично. За да се упатиме према врвот, а ранците планираме да ги оставиме во манастирот и да идеме према врв. За да тргнете према Златоврв, кога ќе излезете од манастирот, треба да се упатите кон ова седло. Само што ќе излезете на десната страна. Од седлото до врвот има негде од 20 до 30 минути, зависи од како ќе движите. Во објаснувањето од еден од луѓето од манастирот спомнува изворче со вода. Тоа е ово овдека место. Многу добро се гледа кога се движите по патеката. Одма после првата чешма наидувате на 3 патишта лево, десно и право. Ние пошто немаме одено го избираме право патот и се надаме дека ќе го погодиме, така најлогички некако изгледа. Ти изгледа како тука да е? Па не знам, Како е чудно, за мој вој ми рече дека е козија. Козија стада? Да, така ми кажа. Ек само да не заглавиме, мислам. На карпа ова еден ено нагоре директно. За најгоре е секојаш полесно за надоле. Па ја же носим, не знам, ова карпа не е баш келеп. Добро, ќе почнеме, ќе видиме. Ако Ептен има тенденција да главиме, тогаш нема да продолжуваме нагоре, ќе бараме друга стаза. Абе, пазиш на змии! Ова што сега позади мене го гледате е уште еден излив на интелигенција и емоција. Ова е плочка поставена од Планинарско друштво Златоврв од Прилеп 59 година. Во меѓувреме некој е излечил фрустрации на незе. Ова се траги од куршуми. Заебанција! Ево ова на неколку места се во карпата има исклесано газишта за каде да се згази, претпоставувам монасите дека го правеле тоа.
Овие видовте како се качивме, меѓутоа со оглед на вакви места незгодни, ова ќе го снимаме и како се враќаме по камерите на одредени места и што се треба да се направи. Нема шанси да излегувам. Ма нема. Ти држам среќа. Добре, Ајде. Кога ќе поминете низ засекот по Зимена, доаѓате на едно место на кое што не можете вистински да определите како да стигнете до врвот, кој што е таму горе. Веројатно ќе го познам. Не сум сигурен дали е тука. Тоа не е целта. Тоа е Златоров. Таа топка горе што ја гледате, тоа е златно јаболко познато. Таму треба да се качиме. Среша, бе? Многу опасен терен. Многу опасен терен. Пошто не гледам веќе друг пристап никаков за врвот, мислам дека повеќето од вас тука негде ќе завршат со искочувањето. Ние ќе тргнеме тука малце сега со еден по-сериозен момент. Десно, беге. Ја десно отидов, за ти кажам. Некако по-нормално ми изгледаш. Види лево ти са, направи проценка. А што правиш сега, бе? Ќе се враќаш по незе? Ќе се враќаш? Чисто да видите каде стоиме. Ова овдека, тоа позади него нема ништо. Понор чист. Ова овдека, Боби, до следниот чекор за качување. А ова овдека, тоа е нешто кое што треба да окачиме. Јас лично морам да си признам дека не се чувствувам воопшто нарочно полно со самодоверба и некако ми се чини дека од ова овде место јас денес ќе се вратам нагоре. Не, ова најсериозно. Најсериозно. Местото е прилично изложено и некако во глава се ми оди дека можеби за 20 метра нагоре можда и не ми вреди да ризикувам, пошто сакам сепак да снимам и други емисии по други плани. Да. Пошто не зема премишто за камера. Боби решава нагоре да проба да се искачи да е букото. Мојот совет е да не се искачува, меѓутоа решил човекот. Ја жева дали да го земеш. А таа флаша да ја оставиш? Да, тоа сакаш ја да кажеш. Важно да се напомене на овакви места дека секогаш 3 точки од 4-те, значи 4, 2 раци и 2 нозе. 2 раци и 1 нога треба да ви се добро фиксирани па мрдата. Без 3 сигурни точки не мрдате со 2 работи еднаднаш. Секогаш кога движите по непознат терен, не знаете каде ќе стигнете, дали е таму врвот или ќе треба да се вратите назад и да одберете друга патека. Затоа, додека се движите нагоре, планирајте и добро проценете дали ќе можете да се вратите надолу, назад. Јас морам да признам дека внимавам, а како и да не внимавам, кога на едната страна е околу 30 до 40, а на другата 100-150 метри вертикално надолу. Помислувам, може би Славе добро избра. Дополнително ме мачи променлив ветер, кој што удира од време на време. Процепи кои како стапици меѓу карпите чекаат мало невнимание и неравнотежа за да ве проголтаат.
Прескокнувам огромни болдари кои балансираат еден врз друг и се надевам дека го избирам вистинскиот правец меѓу карпите. Не смеам да ја загубам рамнотежата во ниеден момент. Леле, како вици ова тука, треба да газиш на него. Потполна фокусираност на следниот чекор, на следниот фат на раката, едната. Во другата е камерата. Го чувствувам адреналинот, апсолутна сконцентрираност на секое следно движење. Пристигам на врвот, ги кревам очите кон хоризонтот и знам, не погрешив. Гледката е прекрасна, единствена како Златоврв. Ова е врвот Злато. И ова дефинитивно отвара цела Пелагонија. Значи ова вамо ви е Козјак, Плетвар, Прилепско езеро. Ова позади што доаѓа тоа, дали доаѓа Селечка планина, мислам дека е. Ова е градот Прилеп. Ова целово е Пелагонија. Она снегот таму е Пелистер. И наваму се редат до Солунска е неона. Она е Солунска глава врв. Ево го и манастирот доле, Трескавица. И Калист монахот. Колку е тажно. Сега почине уствари втората епизода, така наречениот секс. Смењањето принцип секојаш потешко. Нарочито на некои вакви места кои што може да се види колку е таму, како е. Тоа и многу дубачки има вакви. Полека. Да не ме снимаш. Тебе доживувањето какво ти беше? Доживувањето е као за цигара. Да, неле? Да. Ај покажи ги ручињата. Чекай, ше малце се приближи. Чекай, адреналински така. Да. Последниот дел одека на спуштањето, што беше преска снимен на качувањето, намерно не беше се снима на спуштањето, за да има човекот мирна нерва за спуштање, пошто е навистина многу лошо место. Многу лошо место. Вознемируваш таму кога седиш, знаеш како е? Жи мисли, не знаеш како изгледа. Не знам и на овие како се може безбедно да стои да видат некој. Ова е истото место од другата страна што викам дека ми е шубе чачко што е качан. Зашо ми е шубе? Еве надоле како изгледа. Не е само сам да се качиш. Качиш овие трагатанти. Манастирот Трескавица и тоа што остана од него. Црквата во средишниот дел и 1, 2, 3, 4 конака што изгореа. Тоа доле право е кујната стара и исто и тоа останало таму е во навистина е стара. Немо ги гледаме изгорените манастирски конаци со надеж дека во следното доаѓање тој ќе биде обновен и повторно убав. Ова што сега се гледа у срединава и нашите ранчишта со по пола телесна тежина од нас, кои што ги оставивме во дворот на манастирот. Како што можете да видите, се симнавме од Златоврв. Боби успеа да се пробие скроз до самиот врв. Вреќе е време да се враќаме надолу, така да ова е во принцип одјава на оваа емисија на планинските авантури. Добро беше времето цело време, во принцип. Денеска малку се зоблачи, меѓутоа немаме дожд, немаме гравотевици сега за сега и се надеваме дека ќе остане и понатака така. Па се гледаме во друга планинска авантура, некоја друга планина. Покрај тоа што турата беше интересна и тажна и весела и адреналинска,
заврши супер затоа што сега само што имавме разговор со отец Калист, кој што е монах тука во манастирот и ни ја потврди информацијата дека владата ќе помогне да се реновираат конаците, а воедно и ќе се реновира црквата на која што веќе поодамна и требаше реновирање, така да тоа направи да бидеме уште постритни и да ја завршиме тура баш како што треба. Чао. Поздрав. Секако мора да земе камерата. Не сме више на Тресковица, јас сме пријат. Врне. Искачување на Јакупица од северната страна преку селото Алдинци и домот Караджица. Видете трагови од мечка, волк, дива свиња и дивокоза. Мала повреда во обид да се стигне до фамозните Солунски јами, но и уживање во пределот со звуците од кавалот на нашиот домаќин Филип.